Најавите на синоптичарите се остварија. По краткиот период на стабилно и топло време, повторно се враќаме на ниските температури и зимските прилики. Но земјоделците го користат секој час за работа на отворено. Започнаа подготовките за тутунското расадопроизводство, додека пак поледелците го користат секој час за обезбедување на прихрана за есенските посеви. Во денешното издание на Агрома ќе ви представиме и едно современо производство на повеќе видови зеленчук под пластеници, а ќе стане збор и за тоа која е редовната и превентивна сезонска заштита на стоката која ја преземаат ветеринарните клиники во регионов. Гледајте не! По обезбедување на сертифициран тутунски семенски материјал, земјоделците започнуваат со првата фаза од новата реколта. Временските прилики годинава ги измамија поголемиот дел од тутунарите неколку седмици порано од вообичаеното да стартуваат со обработка на земјиштето за поставување на тутунските леи. Расадопроизводството представува сложена дејност за која е потребно да се обезбедат повеќе предуслови. Во наредниве 10 минути проследете ги најважните работи кои треба да се знаат низ разговорот со професор доктор Валентина Пеливановска, раководител на одделението за агротехника на тутунот при научната установа Институт за тутун Прилеп. Тутунопроизводството е, така речи, процес со кој што земјоделците се офатени во текот на целата година. Сега се наоѓаме во една од основните фази. Да ни кажете во врска со расадопроизводството, од кога почнува тоа и во која фаза сега се наоѓа? Па вака, точно како што кажавте, тутунопроизводството го опфаќа поголемиот дел од вегетациониот период и него го сочинуваат две основни фази. Првата фаза е фазата на расадопроизводство, а втората фаза е расадување на тутунот на нива. Првата фаза е една од најважните фази во која што може да го гарантира квалитетното производство на втората фаза, односно на расадувањето на тутунот на нива. Зошто е тоа така? Бидејќи расадопроизводството е многу комплексен процес. Составен е од многу фази на кои што мораме да внимаваме да ги изведуваме правилно, навремено и во тие случаи ќе обезбедиме квалитетен расад кој што ќе биде добро прифатлив на нива, добро ќе се развива, а тоа ќе резултира и со квалитетен тутунска суровина. Дали тоа значи прилагодување на временските прилики? Ова го поврзуваме со она што се случи во годинава. Значи неколку седмици, може да се рече дури еден месец порано започнаа сите земјоделски работи на отворено. Дали може да се рече дека и расадопроизводството во Прилепско започна порано оваа година? Па секако дека се поврзува со климатските услови, бидејќи врнежите и температурата се едни од основните фактори кои што на отворено го диктираат производството. Овде кај нас не во последните, туку подолг временски период, генерално кај сите тутунопроизводители е прифатен начинот на ладни полуусовршени леи, а тие пак од друга страна вршат на некој начин регулирање, односно корекција на климатските фактори, со тоа може да се изврши сеење, а без да се плашиме дека може да му се случи нешто на семето, односно да дојде до негово угинување, измрзнување и слично. Како започнува расадопроизводството? Што се случува во Институтот за тутун, во оваа фаза, во овој период? Да, како што можете да видите, веќе е формиран нашиот расадник и започнува, како што веќе спомнав, во неколку фази треба да се гледа сето производство на тутунскиот расад. Првата работа на која што треба посебно да се посвети внимание е изборот на локацијата. Значи, локацијата мора да биде на, така речи, идеално рамна површина, не треба да биде засенчена од ниедна страна за да не прави сенка во текот на развојот на расадот. Треба да се внимава да има близок извор на вода кој што ќе гарантира и ќе го олесни начинот на на наводнувањето во текот на целиот период на расадопроизводството. Треба да биде заштитен од силна изложеност на ветрови, бидејќи и тие во почетниот дел од вегетацијата на расадот можат да направат сериозни проблеми. Исто така треба да се посвети внимание и на изборот на почва. Таа треба да биде топла, ровкава, богата со хранливи материи и добро пропуслива.
Сите тие услови, доколку се задоволат, во тој случај ќе се обезбеди правилно развивање на тутунското растение, добро развиен коренов систем, а со тоа такво подготвеното тутунски расад, односно тутунско расадско растение, ќе може да ги претрпи оние промени кои што се случуваат од неговото корнење па неговото прифаќање на нива. Како што гледаме овде, има веќе оформени леи и има леи кои што се во фаза на подготовка. Како се формира една леја? Кај нас во научниот институт за тутун веќе леите се формираат механизирано на приклучна машина, формирач на леи, се директно се оформуваат и тоа е многу брз и многу поедноставен процес отколку оној рачен традиционален начин на подготвување. Значи, од кој ќе се формират леите, тоа можеме да го видиме на делот од половината од расадникот, во кој што веќе се формирани леите. После тоа, од кој ќе поминеме механизираното формирање на леи, се врши нивно сечење на 10 метри должински и до оформување. Нормално сека треба да се изврши одредена корекција, како што веќе спомнав, треба да се обезбеди идеално рамна површина и после тоа се пристапува кон нанесување, натапкување на површината, се поставуваат метални рамки на кои што ќе се постави по ПВЦ фолијата и на тој начин лејата веќе е подготвена за да почне сеидбата. Се поставува исто така и арско ѓубре, значи зошто е потребно тоа и зошто е потребна фолијата одозгоре? Арското ѓубре има двострука влијание, позитивно влијание. Од една страна, по завршувањето на сеидбата, не спомнавме дека тутунското семе е исклучително ситно и тоа има многу мал капацитет, многу мала количина на хранливи материи. Доколку не му се обезбедат поволни услови и доколку тоа падне на поголема длабочина во почвата, тогаш има голема опасност тоа да угине, да не изникне правилно, да не прорати правилно, а арското ѓубре ја прави неговата заштита од озгора, значи врши заштита на веќе правилно распределеното тутунско семе при сеењето со нанесување на 0,5 до 1 сантим арско ѓубре над површината на семето, се обезбедува значи заштита при наводнување, не доаѓа до разместување на семенскиот материјал, а од друга страна еден дел се обезбедува и хранливи материи, а и неговата темна боја предизвикува се уште поголемо затоплување кога тутунското семе, односно лејата ќе биде покријана со ПВЦ фолијата. Колку е важно тутунското семе да се заштити од температурните разлики? Еве и годинава се најавуваат некои временски температурни разлики кои што ќе предизвикаат шок кај одреден вид на растение, особено еве за тутунското семе кое што рековме дека е многу нежно и чувствително. Овде спомнавме многу најважни фактори и температурата е многу важна, една од најважните. Значи, за идеално развивање, поникнување и развивање на тутунското растение, односно расадското тутунско растение, се потребни температурата да биде од 25 до 30 степени. Тогаш се развива идеално, мислам се создават температурни услови во кои идеално ќе се развива тутунското растение. Меѓутоа, како и што сега гледате, на почетокот од вегетацијата, раниот март, температурите вечерни знаат да се спуштат и минусни и доколку не се примени овој начин на полуусовршени, ладно полуусовршени леи, навистина има голем ризик тутунот воопшто да не поникне. Или ако случајно поникне, тоа ќе биде за многу долг временски период, ќе се истроши хранливата материја во него и поникнувањето ќе биде многу неуедначено, дури и многу ретко, а тоа не гарантира понатаму добро развиен тутунски расад. Колку пати во текот на неделата или во текот на деновите во една седмица е потребно да се полева тутунскиот расад и што е потребно да се знае околу прихранувањето? Значи, тутунскиот расад бара многу често наводнување. Нашето искуство и литературните податоци кажува дека треба меѓу 40 од 35 до 40 наводнувања во текот на вегетацијата на тутунот. Значи, почнува веднаш 24 часа по сењето на семето,
се наводнува каде има услови да тоа се наводнува со шумици, со инсталирана мрежа за наводнување. На тој начин се обезбедуваат многу по-рамномерно наводнувањето и многу подобри резултати се дават. Меѓутоа, кај тутунопроизводителите не при конвенционалниот начин на производство, обично наводнувањето се врши со канти и треба тука да се истакне особено важно дека не треба да се дозволи да дојде до засушување на површината. Како што истакнавме, малото ситно тутунско семе не може да трпи услови кога не е доволно наводнето. Значи, доколку нема вода, во тој случај има голема веројатност да изгини тутунското семе, а со тоа и целиот дел, сите фази од овој дел да бидат уништени или компрометирани. Што е со прихраната? Прихраната исто така е многу важна, бидејќи обично, како што и претходно спомнав, тутунското семе секогаш, односно расадникот се сеи на некои богати површини, богато обезбедени со органски материи, значи претходно не се врши некакви дополнителни ѓубрења. Единствено што е важно, треба да се направи 2 до 3 прихранувања во текот на производството на расад. Првото прихранување оди веднаш по вкрстувањето, појавата на 4 до 5 ливчиња, кога ќе поникне расадот. Тоа обично оди од 5 до 10 грама на метар квадратен. Понатаму второто прихранување може да се случи доколку се забележи дека расадот не е доволно развијан. Во тој случај се оди со уште едно прихранување 7 дена после првото, за да дојде до засилување на порастот на растенијата, и тоа е вонредно прихранување, а второто главно прихранување се случува во фазата на буен, односно вакревање на уши. И тогаш се ѓубри обично со 20 грама, 15 до 20 грама на метар квадратен. Исто така што е важно да се спомне овде е дека треба после ѓубрењето, после растворањето и наводнувањето со раствореното ѓубре, задолжително треба да се врши добро плакнење на растенијата, бидејќи и тоа е една од мерките кои што треба да се превземат за да не дојде до горење на младите тутунски растенија со концентрацијата на подготвеното ѓубриво. Во идеални услови, колку време е потребно за тутунското семе да поникне и да се произведе квалитетен расад? Во идеални услови, доколку температурата е на едно идеално ниво, а се обезбеди и влага во почвата, тутунското семе веќе за 7 дена може да почне да поникнува. И кога сметаме дека расадот е веќе готов и добар за да може да се расадува, колку време тоа треба? Интервал, значи зависно повторно може да се каже дека и тука и агротехниката има силно влијание, значи може да се влијае и врз динамиката на порастот на расадот. Преку форсирање, преку прихранување, преку отстранување на ПВЦ фолијата, но во генерални услови од 43-45 до 50 дена некаде може да се постигне нормално зрел расад за расадување.